Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. 48 социјално загрозени семејства од Пробишти по нова година ќе добијат свој дом. Социјалната зграда е комплетно завршена, останува само да се направи технички преглед. По завршувањето на престојните локални избори ќе треба да започне и постапката за нивна распределба. Овој денеска во зградата направија министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Христијан Трајковски и градоначалникот на Пробишти Драган Анастасов. Денес сме тука заедно со директорот Трајковски, со градоначалникот Анастасов на увид на социјалната стамбена зграда, која се изгради во рекордно време, во рекорден рок и представува стамбено решение за многу социјално ранливи семејства од општина Пробишти. Социјалните станови се завршени, техничкиот прием на зградата ќе биде направен наскоро и таа потоа ќе биде подготвена за распределба. Постапките за распределба ќе бидат реализирани по завршувањето на распишаните локални избори. Купно има 48 стамбени единици, а вредноста на целиот објект изнесува 68,8 милиони денари. Со програмата за изградба и одржување на станови во изминатите неколку години се изградени околу 750 стамбени единици, а во овој момент во тек на изградба се преку 600 вакви станови на 8 локации во 8 општини низ државата. Социјалните станови ќе бидат распределени во транспарентна постапка преку електронска распределба согласно методологијата за бодирање на кандидати за добивање социјален стан под закуп. Бочварски информираше дека со програмата за изградба и одржување на социјални станови во изминатите неколку години изградени се околу 750 стамбени единици, а во овој момент во тек на изградба се преку 600 вакви станови на 8 локации во 8 општини низ државата. Зградата е завршена согласно роковите кои што се предвидени за 18 месеци, изјави директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор Христијан Трајковски. Оно што го направивме во денот на обиколката на оваа зграда, можевме јас и министерот и градоначалникот заедно да се увериме дека сето оно што е предвидено да се направи е веќе направено. Како што кажа министерот, се работи за 48 стамбени единици кои во наредниот период после локалните избори ќе бидат доделени на сите оние граѓани кои што заслужуваат стамбени единици од ваков тип. Убаво е чувството кога ќе се заврши било каков проект кој што значи подобрување на условите за живот на граѓаните, особено еден ваков проект кој што навистина многу ќе им значи на пробиштипјани, изјави градоначалникот Драган Анастасов. Јас и ги знам проблемите токму на овие категории на наши сограѓани кои што ќе можат да аплицираат согласно правилниците кои што ќе ги објави Министерство и да решат еден деценијски долгогодишен проблем, односно да имаат свој кров на глава. Во прилог на поквалитетен живот на граѓаните во општина Пробишти, министерот Бочварски ги потенцираше рехабилитацијата на патот Пробишти-Злетово, како и пуштањето во употреба на патот од селото Крупиште до Пробишти. Овој пат беше темелно реконструиран во должина од 18 километри, со што дополнително се скрати времето за патување до Штип, Скопје и до сите околни општини во регионот. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.